Млада, амбициозна и успешна, така би ја представила јас нашата денешна гостинка, секако би ја стапила повеќе простор неизе да не запознае со она што таа го прави. Во студиото на КАДЕН имаме Румена Шопова, таа е студент на Универзитетот за аудио-визуелни уметности ЕСРА, но веќе има одиграно голема и сериозна улога во представата Добрата надеж, со која Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Джинот Велес ја отвори новата сезона. Румена, добро утро за тебе и добре ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Така. Ќе го започнеме разговорот со она што е актуелно, како што споменав, тоа е твојата улога во представата Добрата надеж. Најпрво, еве накратко да ги запознаеме гледачите со темата на самата представа, а потоа и со твојата улога. Значи, темата на самата представа се работи за едно рибарско село и стрикно се работи за односите на работничката класа со односите на оние што се сопственици на бродови. Односно што го држат целиот, како да наречам, занает во тоа село. И се работи за проблеми на луѓе кои што за нас не се вообичаени, но за нив се секојдневни. Луѓе кои што се доста цврсти, луѓе кои што на емотивен план се доста цврсти. Не се емоции кои што за нас не се вообичаени. Конкретно во представата играм лик Мариетија, значи девојка која што е доста емотивна, но и доста цврста. Нели, секогаш знаеме дека емотивните луѓе не се секогаш слаби, туку се и доста цврсти. Значи се работи за лик кој што е доста млад и кој што го испраќа својот љубен на море. Односно, нели, тоа е и самата тема, самата приказна на представата. Лик кој што мора брзо да порасне, умствено, од сцена на сцена расте, кој што кој што е доста напатен, значи има доста приказна во него. Самата нејзино детство, таа ја губи мајка и го губи брати кој што исто така отишол на море и на крајот татко и станува пијаница. Но сепак таа наоѓа точка светлост, односно го наоѓа нејзиниот љубен кој што му се предави и кој што е прва гранка на која што таа може да се фане. Значи, и на крајот сета таа сигурност која прв пат ја добива, ја губи. Значи, сепак, пак ја повторам, станува за лик кој што е премногу емотивен, но не значи дека е слаб, туку е доста цврст, затоа што има поминато доста многу работи. И сите тие настани направиле цврста личност. Ја направиле токму така, цврста личност, не е личност која што треба да се теши, иако гледачите ќе ја гледаат представата, изгледа така. Како дојде до тоа ти да ја добиеш таа улога? Улогата дојде доста неочекувано, доста изненадувачки за мене. Значи се случи ден кој што беше сосема обичен, ама за мене и не баш така како на другите луѓе. Бев на факултет кога го добив повикот, на телефон ми се јави Васил Зафирчев, уметничкиот директор на Велешкиот театар, и ми извести дека имаат улога токму како за мене. Односно што одговара на мојата енергија, што одговара на мојата личност. Еве, голема благодарност до него и до Јордан Витанов, директорот на Велешки театар, што ми ја пружија, нели, оваа шанса. Првен бев доста збунета, морам да признаам, значи доста збунета, не ни знаев каде се наоѓам. Не ни знаев што да одговорам во тој момент. Интересно беше тоа што ме прашаа дали имам слободно време, односно кои ми се ангажманите за наредниот месец. Значи ја имав доста ангажмани тој месец, а ја реков немам ништо. Немам, значи толку ми беше голема желбата да работам во Велешки театар, значи од самиот старт на моите студентски денови, пошто сепак овде сум израсната, овде ми е пренесена таа љубов од колегите. И овде сакам да се градам како актер. Така што првен ја тргнав полека збунетоста настрана, потоа се слушнав со мојот професор,
кој што нормално мора да ми одобри за да присуствувам нели на тој проект. И потоа онака дојдов за Велес и почнав да сваќам колку голема одговорност имам, колку голема задача имам и како таа задача треба да ја обработам, не само јас да бидам задоволна, да бидат и луѓето кои што ми ја пружиле таа шанса задоволна и исто така и публиката, затоа што публиката е голем дел во нашата професија. А со оглед на тоа дека ова е твоја прва посериозна и поголема улога, како си задоволна од тоа како се представи? Па вака, обично сите велат, нели, никогаш не секогаш тоест може подобро, никогаш не е доволно. Јас мислам дека што е до мене, нели, јас секогаш обично и другите задачи ги работам до крај и давам се од себе. Но мислам дека тука главен одговор може да даде публиката. Сепак е таа, како што реков и претходно, публиката е она за што ние работиме. Така што по реакциите, нели, со оглед на тоа дека веќе имавме премиера, дека вчера имавме прва реприза, мислам дека сум се представила доста добро. Доста добро и се надевам дека, нели, нивните очекувања ги немам изневерено. Така што имаме позитивни критики и сум многу задоволна како резултат на тоа што сум го работела последниве 2 месеци. Секоја представа си има тежина, меѓутоа еве од она што си го имала ти досега како искуство, колку време е потребно да се спреми една представа? Па мислам дека се уште не сум компетентна да одговорам на тоа прашање, се уште сум млада за на тоа да одговорам, бидејќи имав доста проекти, но сепак сум имала и помали улоги, и поголеми улоги. Еве конкретно за оваа представа колку? Конкретно за оваа улога, мене лично како студент по актерска игра ми требаше малце подолго време и посериозно ја сватив улогата и самиот проект, затоа што се работи за доста тежок текст, се работи за доста тешка драма. Јас често ја споредувам со Чехов, бидејќи препознавам делови слични како што тој што пишува. Ја Чехов го немам за жал работено се уште на факултет, треба сега трета година да го работам. Така што ја сватив доста сериозна работата. Значи сите оние подготовки не само во театар, ги правев и дома. За да го достигнам барем некое ниво каде што јас ке се чувствувам сигурно, за да може и публиката да се пронајде во мојата улога, во мојата приказна, во приказната на самата улога. Се уште си млада, верувам дека пред тебе има уште многу представи и многу улоги, меѓутоа ете од твоја гледна точка, што е потребно да поседува еден млад човек за да се запише на овој факултет и да стане актер? Многу од колегите, порано кога јас бев, мислам, помлада, мала, која имав желбата за овој факултет, сите викаа дека битна е само желбата и упорноста. И се уште мислам дека така. Знаеш, обично луѓето мислат дека битен е талентот. Да, битен е талентот, но талентот е 1%, друго 99% е работа. Не дека тие не зависат едно од друго, не дека тој 1% исто битен како тие 99%. Но сепак, тука е најголема улога според мене, особено за млади луѓе што сакаат да се запишат на овој факултет, е упорноста и желбата. И борбата за тоа, за да го достигнат тој успех првен да се запишат, а потоа борбата за да достигнат да се изградат како актери. Твојата прва професионална улога е всушност во Драмскиот театар во Скопје. За каква представа станува збор и која беше твојата улога? Станува збор за Еригон од Јордан Плевнеш во режија на Јани Бојаджи. Значи, ние бевме со дел од колегите ангажирани таму, значи се работи за проект кај што ние имавме колективна игра, глумевме протестанти, значи бевме дел од секоја сцена, го глумевме, значи беше тоа доста професионално, имавме кореографии кои што се наменети, нели, за студенти, а не за статисти. И тоа беше така прво искуство, беше на почетокот на втора година на моите студии, беше прво искуство, прв пат да осетиме со колегите како се работи во театар, како се работи со режисер, затоа што часот по актерска игра и она што го доживуваш во театар
е слично, но не е исто. Тоа беше прво искуство. Исто така публиката многу добро реагираше, со оглед на тоа дека бевме студенти што туку почнуваат да се развиваат, затоа што ни прва година не е дозволено да одиме на проекти. Така што ни се пружи една голема можност во толку голем театар да играме уште на самиот почеток на студиите. Споменавме дека си студент на Универзитетот за аудиовизуелни уметности, сега завршуваш втора година. Може ли да ни го доближиш начинот на студирање, теоретска, практична настава? Значи, општо во уметничките факултети се многу поинакви од другите факултети. Значи, се работи за тоа што имаме многу повеќе практична настава отколку теоретска, не дека теоретската е помалку важна, напротив, значи еден актер освен што треба да знае или да се снајде во глума, треба да знае и доста работи, значи за автори, за драми, исто и во самиот процес. Кога спремаш представа, добро е да знаеш и за самиот автор, зошто е напишал книгата, како е напишал книгата, зошто има баш такви ликови, зошто е баш таа приказна. Или како што се работи приказната Добрата надеж кај нас. Значи може лесно да се препознае дека е напишана за баш работничка класа и дека луѓето може многу лесно да се пронајдат. Што и се случува, особено на премиерата, на генералната проба со публика што ја правевме, доста луѓе беа пронајдени. Значи тоа целото си носи нека приказна што се случила во Холандија, па сега е пренесена нели преку текстот. Исто така, практичната работа, како што спомнав, е доста слична со театарот, значи доста добиваме нели од самиот професор задачи, ги обработуваме тие задачи, правиме проби со колегите, исто така потоа нели ни даваат индикации за тоа што сме го изработиле. Исто е еден голем процес, значи се работат испити по актерска игра, кои што се слични на представа и сличен е процесот, ама не е сосема ист. Морам вака да кажам дека јас сум у класата на Рубен Смуратовски, асистент Драгана Левенска. Така што досега како што гледам успеале да ми пренесат дел од нивното искуство. Исто така на факултетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА морам да напоменам дека имаме големи можности, односно дека се работи за факултет кој што се централите се Скопје, Њујорк, Париз и дека имаме доста проекти надвор од оваа држава. Конкретно јас на почетокот исто така втора година бев во Франција, каде што беше по повод Првата светска војна имавме проект, кај што имавме мали перформанси, кај што имавме рецитирање песни на автори кои што се познати во тоа време во Македонија, односно сакам да кажам македонската култура таму ја пренесувавме, но исто така и ја добивме француската. Така што запознавме доста колеги, посетивме доста театри, гледавме доста филмови. Мене особено ми е мило што го посетивме театарот Комедија Францез, кој што е основан од самиот Молиер. Тоа се работи за прекрасен театар. Исто така гледавме, односно се запознавме со и друг начин на глума, што ние овде ја практикуваме. Така што доста интересно е искуство и сум благодарна што факултетот самото тоа искуство ми го пружи. Така, значи има големи шанси за продолжување на образованието надвор од Македонија, онаму каде што спомена дека исто така има седишта факултетот во Њујорк и во Франција. Да, има исто така факултетот има и доста соработки со други држави, мислам, ако не се лажам, Црна Гора, Германија, и дури и Холандија, тоа заборавив. Сега моментално ми текна. Така што може постдипломските студии да се продолжат таму, може да се продолжи, мислам дека после трета година така нешто. Се уште не сум нешто за постдипломски се распрашував, но се уште не сум во таа тема навлезена се уште. Така. Дали сите студенти имаат подеднаква шанса додека трае процесот на студирање да добијат професионална улога во представа или па сепак тоа зависи од како ќе се покаже студентот на некој начин? Не секој ја има таа можност. Има колеги нели што имаме повише проекти, има колеги што имаме помалце проекти.
Сепак, мислам тука дека не станува збор за докажувањето. Значи, обично улогите се добиваат преку кастинг, улогите се добиваат така што некои актери или некои режисери ќе го посетат нашиот испит, бидејќи испитите се отворени за публика, нели како што напомена, секако представи слично нешто. Така што не мислам дека игра улога кој колку ќе се докаже, бидејќи нели секој си има свој начин на работа, секој некој покасно, некој порано го покажува тоа што го има во себе. Мислам дека овде главна улога игра што бара режисерот. Каква личност бара режисерот. Односно, дали таа треба емотивна, дали хиперактивна според ликот што го бара. Мислам дека тоа игра според мене, па сега натакај не знам, затоа што еве јас лично улогата на Маријета ја добив затоа што природно сум емотивна. Па можев и да изнесам да ја префана таа емотивност и публиката. Кога актерот полесно ќе се снајде во улогата, секако дека и публиката го чувствува тоа. Ајде сега малку да поразговараме за она што е наминовно прашање. Кога се роди кај тебе желбата за глумата? Дали може би си била дел од сите оние представи кои што се реализираат во основно па и во средно образование? Па вака, јас желбата сум имала од секогаш. Значи, сум била дете кое што не само глумата, го сака и пеењето, го сака и пишувањето. Значи, сум била на хор, пишував проза, значи имам и доста награди на тоа поле земено. Така што ја имам желбата уште од мала за уметноста, да речем. Доста посетував исто така и театар. Пак ја напоменам, како што кажав и на самиот почеток, значи, кај мене доста голема улога играше тоа што самите колеги што денес играа со мене на сцената на Велешкиот театар ми ја пренесоа таа љубов мене. Како средношколец исто така учествував во разни секции, исто бев дел од драмската секција која што спремаше нели за секој патрон празник представа во режија на Слободанка Чичевска кој што беа. Така што ете таа љубов сепак премина во толку големо нешто да сакам да станам тоа. Да сакам да станам дел од моите колеги, да сакам да бидам со нив, да сакам да бидам како нив. Кога заврши средно образование, дали имаше кај тебе двумење каде ќе продолжиш понатаму или пак знаеше дека тоа е тоа? Не имаше никакво двумење, затоа и се насмеав. Јас првен на факултетот за драмски уметности пробав со трета година, значи со моите 17 години. И толку бев сигурна дека тоа го сакам што воопшто не ни размислував за друга опција, дури па и да не ме примат. Ке чекам, ке видам друг факултет, ке видам надвор од Македонија факултет. Кај мене го немаше тоа двумење. Јас бев цврсто одлучна. Дури на противење на мои роднини, на противење на мои другарки, па ти си амбициозна, ти може на друго место да пробаш, би била успешна. Не, јас бев цврсто одлучена за тоа. И продолжив да се борам со тоа. Значи, трета година јас не бев примена на факултетот за драмски уметности. Продолжив да се борам со тоа и затоа нели претходно напоменав дека упорноста игра голема улога и желбата. Значи, јас можеби не сум им верувала на моите колеги кои ми го зборувале тоа, но потоа на своја кожа видов дека тоа игра, затоа што многу е танка линијата за да се откажеш после тој прв приемен. А првиот приемен, многу се ретки луѓето што влегуваат на првиот приемен. Какви критериуми треба да бидат исполнети? На приемниот? Да, за да се пријавиш нели на тој универзитет, бидејќи спомена дека прв пат беше одбиена, сепак таму се построги критериумите, да кажеме, за да се биде студент на таков универзитет. Значи, првен обично има нели се објавува што точно ти бараат за да отидеш на приемен. Обично се спремаат монолози, се спрема проза, кое што сега секоја година е различно. Некогаш ти бираат што да спремеш, некогаш ти самиот одбираш што да спремеш според тоа што ти одговара. Има тест од општа култура,
има исто така да напишеш расказ, проза на одредена тема што тие ќе ти ја дадат, па тука сега се работите прв круг, втор круг како е. Но добро, најважно е да го дадеш, да дадеш се што можеш. Да бидеш ти задоволен со тоа што си го дал, па потоа се редат некако коцките. И да не влезеш, мислам дека си знаеш дека си се дал самиот. Така. Дека некои работи не се до тебе. Колку е важно да се има поддршка и помош од колегите при спремањето на представата, еве, особено кога станува збор за млада актерка како тебе? Мене конкретно тоа ми беше многу битен дел од процесот. Затоа што беше прва професионална представа во Велес. Значи, како што напоменав, местото каде што потекнувам од Велес, местото каде што сета таа љубов ми беше пренесена, каде што прв пат добив желба да заиграм, местото каде што прв пат во публика имаш твои луѓе, од роднини па до другарки па до пријатели, и сето тоа ми беше голема одговорност. И јас со оглед на тоа дека сум голема тремаџија, колегите доста ми помогна. Не само во самиот процес да се опуштам, туку и во улогата. Значи, доста знаеа да ми дадат конкретни индикации за да можам следната проба да бидам многу подобра. Така што, еве, голем поздрав до нив и им благодарам многу за поддршката. Навистина ми значи. И интересно ми беше што уште првиот ден кога отидов на читачка проба бев добро прифатена и за тоа сум им доста благодарна затоа што се почувствував како дел од нешто. Како дел од тој театар и прв пат почувствував своја на своето. Така што, еве, навистина сум им благодарна. Исто морам да напоменам и на колеги, благодарна сум им на колегите од факултет. Значи, доста битна улога ми играше и нивната поддршка. Спомена тремата, тоа сакав да те прашам, особено актерите важат ете така за послободни луѓе, меѓутоа верувам дека секој од нив кога за прв пат се качил на таа сцена дека почувствувал трема. Дали беше присутна во голема мера и кај тебе? Да, кај мене секогаш има трема, секогаш постои тремата. Сега добро можам да кажам од моје лично искуство дека тремата ми е 1 до 2 секунди кога ќе испаднам на сцена, после ја снемува. Натака, но сепак сум голема тремаџија пред представа или пред снимање, или додека одговарам на испит сум, значи тоа е позитивна трема. Дури некогаш кога ја немам, тоа што е многу ретко, се си мислам дека нешто не е во ред со мене. Затоа што е таа позитивна трема, не е нешто што ме кочи или што не ми дава да извршам задачата, било каква. Предпоставувам дека ќе се нижат уште многу представи и улоги за тебе во иднина, меѓутоа дали наскоро има некоја најава или пак очекуваш повик за некоја нова улога со оглед на тоа како се представи на последната? За сега само очекувам да се вратам в Скопје и да го обработам испитот по актерска игра, која што со тоа и завршувам втора година. Така што сега сум фокусирана на тоа. Има некои проекти за воиднина што ми се споменати, но сепак полека ќе видиме дали ќе се реализираат. Јас се надевам и се радувам. Но се уште не е сигурно, така што се надевам дека нема да застанам со овој проект барем до крајот на оваа година. Така. И еве пред самиот крај, што би им порачала на сите оние кои што размислуваат да студираат на драмски факултет, на факултетот за аудиовизуелни уметности, да бидат упорни и од што треба да се откажат? Дали тоа значи дека ќе имаат помалку слободно време и треба да бидат повеќе ангажирани? Па да, со самото тоа што имаш таа желба, мора да бидеш свесен дека таа желба бара многу жртви. Дека до жртвување на времето, слободното време, односно до жртвување на сите оние пријатели, до жртвување на дури на родителите. Мора да бидеме свесни за тоа, затоа што оваа професија бара многу посветеност. Оваа професија бара
жртви од приватниот живот. Така што би им препорачала да бидат, како што реков многу пати во текот на ова интервју, упорни, да ја развиваат таа желба, да читаат доста книги, да одат многу на театар, да гледаат многу филмови, затоа што и самото гледање носи доста искуство. И да едноставно да ја градат таа љубов секој ден. И упорноста да расте заедно со таа љубов, затоа што кога си упорен, тогаш може да вистински да станеш победник. Јас ти благодарам многу на гостувањето, ти честитам уште еднаш за сите досегашни успеси и очекуваме во идните успеси повторно да ги споделуваш овде со нас. Благодарам на поканата.